Во Куманово денеска беа презентирани оперативниот план за активни програми и мерки за вработување услуги на пазарот на трудот за годинава, активните мерки од Агенцијата за поддршка на предприемништвото, како и активни мерки и повици на Министерството за економија и труд. Над 200 кумановци досега се пријавиле за мерката самовработување, а на ниво на државата околу 3700 невработени лица. Јавниот повик е отворен до петок, информираа надлежните. Добар ден на сите. Најпрво сакам да му посакам топло добре дојде во Куманово на заменик министерот Ристовски и воедно да ја поздравам иницијативата на владата за проектот за самовработување. Во оваа прилика сакам да ги повикам сите млади кумановчанки и кумановчани да аплицираат на овој проект, бидејќи дава големи можности во делот на не само на самовработување на младите лица, туку и развивање на собствен бизнис со многу, верувам, креативни решенија и идеи. Општина Куманово силно ја поддржува акцијата на владата и проектот да се самовработат младите. Одвоени се сериозни средства од државниот буџет и секако верувам дека во иднина ќе го видиме бенефитот од оваа мерка. Целта наша е да продолжиме со промовирање на оперативниот план за вработување за тековната 2025 година. Сакаме да ги охрабриме сите кумановчани, посебно младите луѓе до 29 години, меѓутоа и сите категории невработени луѓе да ги пратат мерките кои ги се произлезени од овој оперативен план и да конкурираат на нив. Ова година предвидени се рекордни 2,5 милиарди денари со оперативниот план или вкупно 40 милиони евра. Тоа значи 7,5 милиони евра повеќе од колку претходната година, пари наменети од буџетот и од владата на Република Македонија за вработување на невработените лица. Со овој план ќе бидат опфатени вкупно 16,500 граѓани на целата територија на Република Македонија и да ги повикам, еве кумановчани, сите невработени, посебно до 29 години, една од најатрактивните мерки, најекспонирана мерка, која има дадено и најголеми резултати со 70% реализација до сега годините наназад, тоа е мерката самовработување. Конкурсот ќе трае до петок, да ги посетат просторите на Агенцијата за вработување тука во Куманово и доколку имат добра бизнис идеја да аплицираат за да можат понатаму да добијат одредени субвенции за развивање на нивниот бизнис план. Со оваа мерка има опфатено 3 подмерки. Едната подмерка е за лица кои би се вработиле, би отвориле бизнис до 29 години, односно млади лица, каде што мерката изнесува вредност до 10.000 евра или за цели 4.000 евра повеќе од претходната мерка, од истата мерка претходната година. За лица над 29 години, мерката е зголемена за цели 1000 евра, односно 7.000 евра субвенции и има трета подмерка, можност за здружување, односно формирање на друштво со ограничена одговорност, кога би се здружиле две млади лица до 29 години би добиле вкупно 20.000 евра, а доколку би се здружиле лица кои имат над 29 години, две лица во ДОО, тоаш би добиле вредност некаде околу 14.000 евра. Оперативниот план за активни мерки за вработување е клучен документ кој што го имплементира Агенцијата за вработување и како таков тој ја представува нашата заложба за намалување на невработеноста, за зголемување на вработеноста, за создавање на одржливи работни места. До сега овој оперативен план е со најголем буџет и со најголем опфат на корисници и мерките содржани во него се прилагодени на нашето општество и на нашата економија. Истите се прилагодени за да ги задоволат барањата како на невработените лица, така и на работодавачите. Со програмата за самовработување, значи сите заинтересирани лица кои имаат сопствена бизнис идеја може да аплицираат за да отворат сопствен бизнис. Меѓутоа, оваа програма не поддржува со исклучок на 5 дејности. Исклучена е дејноста од земјоделието, бидејќи за земјоделието постојат други мерки кои што ги дава друга финансиска поддршка од други надлежни министерства и за да не со цел да не дојде до дуплирање, од таа причина исклучена е земјоделската дејност, потоа исклучена е дејноста на производство на оружје и муниција, дејноста за организација на игри на среќа и
коцкарници, опложувалници и така натака, дејноста такси службата и дејноста приватни агенции за вработување. Сите други дејности значи можат слободно да аплицираат. Агенцијата за поддршка на претприемништвото е директно вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа токму во најатрактивната мерка, односно поддршката за самовработување, каде што секој еден кој сака да основа бизнис, откако ќе се пријави во агенцијата за вработување, после задолжително мора да посети дводневна обука која што организира нашата агенција и понатаму се пристапува кон ваучерскиот систем на советување, каде што потенцијалниот претприемач заедно со советникот од каталогот на советници на агенцијата за поддршка на претприемништво ќе изработат еден бизнис план кој понатаму ќе оди на оценување на експертската комисија. Исто така, откога ќе се основаат бизнисите, нудиме можност за 6-месечно менторство.